Јас што току до претседавачот на Советот на општината ги доставив решенијата за запирање на објавување на одлуките за донесување на спорните детални урбанистички планови, што значи од моментот кога ова моја одлука, која што дефинитивно денеска донесов, ќе биде објавена, тече веќе рокот од 15 дена кога мора се свика новата седница. Ја користам уште еднаш оваа прилика да го поздравам ставот на министерот за локална самоуправа, кој што коинцидира со ставот на општинен центар, со мојот личен став, и се надам дека и понатаму ќе продолжи така министерството да размислува и да реагира. Како и да е, бевме сведоци цел овој период дека во јавноста, особено во на стручна јавност, се појави големо разногласие околу толкување на законот за локална самоуправа и затоа денеска донесов одлука да се обратам до председателот на Собранието на Република Македонија и да искористам уште еден механизам кој ми стои на располагање согласно моите ингеренции како градоначалник, а тој и сакам на јавноста да го соопштам дека денеска побарав автентично толкување на законот за локална самоуправа од Собранието на Република Македонија. Се разбира, рете и законодавниот дом да го каже своето мислење за овој предмет. Тоа значи, да завршам со ова, дека 4 институции во Република Македонија ќе третираат оваа област, а тоа е Советот на општинен центар, Министерството за локална самоуправа, Уставниот суд, до кој сум должен да се обратам доколку биде донесена одлуката, уште еднаш, и од денеска понатаму Собранието на Република Македонија. Благодарам, дали има некој прашање? Дали имате информација Шипови како ќе гласа? Немам информација, од после гласањето не сум имал контакт со него. Добро, сега која поставката велите во Собранието да го толкува автентично законот? Јас знам дека Собранието ќе биде на одмор, но тоа не е мој проблем. Собранието ќе мора да се изјасни. Мора да што ме доставено од мене, они мора да го дадат автентичното толкување. Во рокот постои ли некој законски рок? Они можат и на наредната седница ако сака да го направат тоа. Сега тоа што август е одмор, тоа значи дека мора се причека, јас не брзам. Ако некој брза, тоа е друга работа. А како го толкувате тоа што ВМРО после се нема никаква реакција во јавност после таа седница? Мислам дека се збунети се од нашиот став не се збунети, од мојот став, од ставот на коалицијата наша збунети се од ставот на министерот. И кога они молчат, знам дека се свесни што изгласа и како изгласа. Сега ќе треба да го видиме тој став на веќе известно, дефинитивно новата седница. Што ќе се случи понатака доколку на наредната седница се изгласаат плановите? Тогаш согласно уставот и законите, што би рекла една министерка, јас сум должен да направам две работи, да ја потпишам одлуката и истовремено да се обратам до Уставниот суд и затоа реков дека Уставниот суд ќе се занимава со оваа работа. Не сум ја од оние кои што се оптимисти дека Уставниот суд веднаш ќе ја третира оваа материја, затоа ќе помарам времено решение за да нема никакви примени или на овој детални урбанистички план, овие детални урбанистички планови, односно да има активности на терен. Врз која основа ќе тврдите дека плановите се неважечки кога ќе ги поднесете представката до Уставен суд? Денеска ќе ви бидат поделени материјалите од моето решение за запирање на одлуките. Во нив е по 70-80% она што ќе биде набележено во мојата интервенција до Уставниот суд.